Да, ова добро утро зае со градоначалникот на општина Карпуш во Скопје Стефан Богоев. Господине Богоев, добро утро. Добро утро, Ардановски. Како сте утринава, веќе на работа или ве фаќам пред излегување дома? Не, тука сум, само што влегов пред 10 минути во канцеларијата. Се надевам со чаша кафе минатиот пат кога разговаравте со колегите, гледам дека кафе имавте во рацете, ама тоа отпосле го видовме откако објавивте фотографии на вашите Facebook профили. Не ве барам денеска за да разговараме неопходно за ситуацијата во општина Карпуш, иако на кратко би можеле да ми кажете како помина овој викенд во врска со самоизолацијата и карантинот. Па добро, викендов мислам дека помина релативно мирно во општина Карпуш. Јас лично сум задоволен од почитувањето на мерките од страна на граѓаните на Карпуш. Практично карпошани своите граѓански обврски, дали е тоа плаќање на данок на имот, дали е тоа гласање на избори во поголем број, односно поголема излезност, дали е тоа во овој случај почитување на мерките и полицискиот час, од секогаш биле ревностни и редовни и внимателни, така беше и овој викенд во кој што навистина немаше некои поголеми нарушувања, да не речам воопшто. Немаше оние кои што вршат дистрибуција на храна, неопходни намирници, или оние кои што имаат домашни миленици, беа единствените кои што можеа да се видат на улица, така да јас сум прилично задоволен од дисциплината кога е во прашање полицискиот час и почитување на мерките во Карпуш. Богоев, причината за овој разговор утринава е повеќе за една друга тема. Тоа е оној нов парк што ќе се гради на оној потез што е позади хотелот Александар Палас, што е голем, да кажем, урбан зафат, бидејќи се работи за некака, ако не се лажам, околу 60.000 квадрати. Конкурсот за уредување на тој простор град Скопје го распуша во соработка со вашата општина минатиот месец, а пред викендов го затворите конкурсот со добиени 19 идејни решенија. Она што е занимљиво за оние кои што веќе не дознале, не прочитали така натаму е што немате ниту една прва награда за тие идејни решенија, имате 2 втори и 2 трети награди. Ајде малку повеќе во детали како изгледаше конкурсот, какви се тие идејни решенија што ги добивте и конечно зошто ниту еден од 19 конкурирани проекти не успел да ви ги задоволи пропишаните стандарди што ги баравте за уредување на тој потез. Практично тоа е паркот кој што сега го зборуваме е едно од главните мои и едно од главните ветувања на градоначалникот на град Скопје Шилегов. Ние ја започнавме и кампањата за локалните избори токму од таму, кај вештачката карпа на кеот на Вардар. Опфатот на паркот е од вештачката карпа и постојниот скејт парк кои што сега постојат со години кои што се таму, од таму до крајот на булевар Илинденска, тоа е кај бунарите на реката Лепенец на водовод, од каде што овој дел од градот се снабдува со вода за пиење. Би те коригирал тука во делот на опфатот, бидејќи не е од Александар Палас. Да, па јас кога велам од Александар Палас повеќе фигуративно, тој е оној дел прилично популарен, инаку дел меѓу Скопјани за шетање во онаа втора фаза на кеот на Вардар, кој што оди негдека баш така. Делот кај Александар Палас е со делумно нерешен имотно правни односи, така да тој би останал во некоја блиска иднина, додека овој дел опфаќа околу 60.000 метри квадратни, како што спомнавте и вие, и дополнителни околу 7.000 метри квадратни, тоа е адреналинскиот парк, кој што веќе се работи и е веќе во завршна фаза. Адреналинскиот парк е точно кај позади вештачката карпа и скејт паркот, ги опфаќа практично и нив, и тоа е еден голем проект кој што општината доби грант од Светска банка. Продолжение на адреналинскиот парк е овој рекреативен парк кој што денеска го зборуваме. На огласот се јавија голем број на архитекти со идејни решенија кои што навистина беа одлични, меѓутоа ете комисијата која што е мешана од стручни лица и архитекти од општина Карпуш и од град Скопје заклучила дека ниту еден не ги исполнува сите критериуми, бидејќи таму критериумите опфаќа проценти на зеленило, содржини компатибилни, опфаќа исто така одржливост на проектот, цената играш улога, бидејќи знаеме нели каква е финансиската состојба и во општините и во градот,
Така да заклучила комисијата стручна дека ниеден не е за со целосно исполнување на критериумите, меѓутоа затоа имаме 4 кои што навистина се издвојуваат од другите, затоа има 2 втори места и 2 трети места, каде што и во конкурсот кој што го објави градот се задржува правото да може градот и општината врз основа на тие проекти, дали 1, 2, 3, 4 или повеќе, да го направи основниот проект. Што е сега во суштина наредната постапка? Што правите сега? Имате право да комбинирате решенија од проектите или ако можете, значи тоа е во согласно со авторите или можете самите да бирате што ќе правите? Имаме право ние и градот да комбинираме, секако тоа би било во соработка со авторите. Нели, сепак е тоа нечи труд и нечие дело. Затоа и прашувам, бидејќи се работи за авторски елементи. Таму ќе настане главно партерно уредување. Предпоставам дека нема никакви предвидени градби, некакви поголеми градежни активности. Не, тоа е практично, тоа е депонија која што, еве јас сум помлад, меѓутоа повозрасните кои што ми укажале на тоа. Таа депонија е почната да се создава после земјотресот 1963 практично со остатоци од срушени градби во тогашно Скопје. И од тогаш навака, еве колку се 60 години, тоа е константно депонија, каде што се пале и огнови на отворено, каде што се одлагаше несоодветно шут, отпад и слични работи. Така да теренот е моментално за само месец и половина целосно израмнет и изчистен. Сега се поминува на фазата следна со подготовка на проектот, потоа ќе се влезе во реализација која што, како што спомнавте и вие, ќе опфаќа пред се поставување на системи за наводнување, поставување на нови тревни површини, пред тоа верувам ќе треба и нов хумус да се донесе, бидејќи не е баш соодветна моментално почвата, и потоа нови садници во голем број, и партерно уредување и некоја бина евентуално за настани и некои компатибилни содржини како што е, не знам, терен за баскет, фитнес зона и слично. Какви се роковите, Стефан? Ќе биде ли сето тоа можеби готово за ова одложено лето, со оглед на тоа што веројатно дека многу граѓани во Скопје и во вашата општина ќе си останат дома барем негдека до јуни-јули, а можеби и подоцна. Ќе биде ли тоа во употреба негдека ова лето или се планирам за подоцна? Адреналинскиот парк сигурно ќе биде во употреба ова лето, додека за овој дел не верувам дека би стигнеле за ова лето, бидејќи сепак треба и да се иако бидејќи тоа сосема нов парк, што би се рекло од корен нов парк, сепак и не може во било кое време да се сади, така да ќе треба ние да ги темпираме и времињата за садење во зависност од кое е зимзелено, кое е листопадно дрво. Меѓутоа битно е дека граѓаните на Карпош и граѓаните на Скопје, би рекол, ќе добијат бели дробови на нови 60.000 метри квадратни, каде што беа депонија повеќе од 60 години. Ако го гледате Скопје на мапа, Скопје е подолжина поставено во скопската клисура, на едниот крај, односно на источниот крај, имате парк шумата Газибаба, во срцето на Скопје го имате градскиот парк, но на овој дел, западниот дел од Скопје, таков поголем парк нема. Така да ова ќе биде, да речем, едно ново белодробно крило на градот, кое што ќе го обслужува овој дел од градот, да речеме Карпош, Ѓорче Петров, Сарај и слично, да не мораат сите да одат до градскиот парк, со тоа би се растеретила гужвата таму, би се отворила една нова парковска опција тука, а и дополнително главната улога да биде филтер кој што ќе го прочистува воздухот. Мене ми е драго што сликата на децениска депонија таму се менува, бидејќи навистина ако речеме ние дека некаде правиме парк каде што веќе има трева и дрва, а само ние додадеме неколку дрва, тоа не е правење на парк. Меѓутоа каде што имало депонија децениска, да се донесе нова земја, нова трева, нови системи за наводнување, ново зеленило и содржини, навистина мислам дека ќе биде прекрасно. Кој ќе го финансира сето тоа, Богоев? Колку е градот, колку сте вие како општина? И која е цената на целиот тој проект? Целата цена на проектот ќе знаеме кога ќе биде изготвен основниот проект, кој што ќе биде врз база на овие идејни решенија кои што веќе ги имаме, така да таа брзо би ја знаеле, најверојатно цената би одела или 50-50 со градот во инвестицијата или 60-40 во однос на градот по големиот процент, како што се делат и средствата од таксата за уредување на градежно земјиште моментално по закон.
Тоа би била некоја фер распределба, еве вака, според мене. Добро. Меѓутоа, мислам дека на вистина ќе биде корисен простор, таму и мостот од Злокуќани, така да и граѓаните од Злокуќани и Бардовци ќе можат да доаѓаат таму. Поврзано е со кејот, Сигурен сум дека ќе биде многу фреквентно. Стефан Богоев, градоначалник на општина Карпуш, не знам дали градоначалникот знае дека Скопје е еден од најголемите по површина градови во Европа, кога ќе се спореди население со површина. Тоа е резултат на тоа што Скопје не одеше многу во висина, особено после земјотресот, туку се ширеше. Мислам дека само Берлин е всушност поголем град споредено население со површина од Скопје во Европа. Па и овој раздолжен парк кој ќе се прави покрај Вардар веројатно ќе ја надополни таа слика на Скопје како место каде што човек може долго да оди и да шета, се надеваме и по овој новоуреден парк. Стефан Богоев, градоначалник на општина Карпуш, благодарам за утринско јавување. Следниот пат ќе биде веројатно со линк со камера од самото лице место на настанот, кога ќе престанат овие карантински услови кои што и ние работиме во општината. Како работите во општината? Многу народ ќе заминат на работа од дома или се појавуваат луѓе во канцеларии? Има луѓе кои што работат и од дома, има луѓе кои што ротираат, бидејќи привремено се укинати приемните денови, нормално нема голем број на граѓани кои што доаѓаат, тие најчесто користат мејлот или мобилната апликација која што имаме, така да прилично е редуциран кадарот. Ја живеам во центар Богоев и уредно си ги добив решенијата за данок и од општината Центар и од градот Скопје овој месец. Вие како ви се полни буџетот, како очекувате наплата на данокот за имот? Побавно се полни буџетот од аспект на данок, тоа морам да признам, е во оваа трета година. Имате толеранција за луѓето барем овој миналедниот месец? Има толеранција, мислам ја разбирам и ние и градот ситуацијата. Каква е сепак данокот на имот еден ден мора да се плати. Приливите дали ќе бидат за општината сега или ќе бидат за некој месец, мислам дека нема тоа многу да ни смени нас, колку што ќе им помогне моментално на граѓаните, меѓутоа сепак треба, нели, и на ниво на држава, на ниво на влада да се мислат долгорочни мерки како ќе останат одржливи општините, бидејќи, нели, знаеме, особено во источниот регион на државата, дека се во прилично потешка состојба општините, така да верувам дека ќе биде голем предизвик за сите како финансиски да опстоиме во наредниот период. Стефан Богоев, благодарам за ова утринско јавување. Се надевам дека ќе се слушнеме повторно и за некои поубави теми кога ќе завршат овие карантини. Ова беше градоначалникот на општина Карпуш.